Почитуван председателке, почитуван министер, почитувани колеги пратеници, јас искрено и не сакам многу да зборувам по оваа точка од дневниот ред, бидејќи повише ми личи на една емисија која што се емитува обично на српската телевизија и се вика "Што правите бре?" И таму обично има едни прилози новинарски без коментар. И лично сметам дека самото по себе ова што досега е презентирано во јавноста во Република Македонија околу оваа инвестиција на Субрата Рој доволно е да помине без коментар, бидејќи, господине министер, секој умен човек, разумен човек, човек кој што ги разбира работите во земјоделието, ќе ви каже што правите бре. Бидејќи навистина, како економист, ја не сум земјоделец и стручњак од земјоделието. Имам завршен економски факултет и прво што ми падна во очи кога се објави овој договор, викам, можно ли е да има луѓе кои што веруваат дека ова може да се реализира како што е напишано. Прво, господин министер, во договорот стои дека инвеститорот ќе инвестира 200 милиони евра за 3 години. Земјиштето му се дава на 15 години. Сакам да ве прашам, кој е тој бизнис во светот, каде што 200 милиони евра ќе ги вратите за 13 години, за 12 години од земјоделие? Логично економско прашање. Кажете ми еден бизнис во земјоделието каде што 200 милиони евра ќе вложи некој со очекување дека ќе ги врати за 12 години. Плюс, да не зборувам дека и од кој ќе почне со после тие 3 години, ако се ова се реализира, дека ќе треба да има трошоци за вработени, трошоци за бензин, трошоци за репроматеријали и така натака. Кажете ми колку пари треба да прави оваа компанија за да има профит од најмалку 25 милиони евра чиста добивка, за да може да си го врати вложеното. А да не зборуваме за добивка што треба да отвори, бидејќи никој не инвестира пари во Република Македонија или било каде во светот ако не очекува профит. Ајде, еве, само на тоа прашање да дебатираме. Каде е профитабилноста? Па земете го најуспешниот македонски земјоделски комбинат, остварува добивка годишно, дупло е поголем од овој со земјиште, од 2 до 3 милиони евра годишно. Овој треба да биде супер комбинат, кој што ќе има печатница за пари, за да може за 12 години да си ја врати инвестицијата. И затоа се ми се чини дека ова ќе заврши како овој инвеститорот у шведската млекара Мошебаум, како оној што им нудеше ресторани на Макдоналдс на рударите. Не се секирајте, се ќе биде супер, дури Макдоналдс ќе ви го донесеме, или еден инвеститор кој што дојде од Тексас, кој што велеше дека у Македонија ќе прави ранчо. Господине министер, нема логика во ово. Нема логика во ово. Само по себе покажува дека ова не може да се реализира. Од основна економска предпоставка дали некој ќе вложи толку пари и да очекува дека за 12 години ќе му се врати. Дополнително, не само што нема економска логика, туку нема реални предпоставки ова да се оствори. 20.000 крави. Вие кажавте по 0,7 хектари земја е потребно една храна да се прехрани. 14.000 хектари земја. Каде ќе ја најдат? Каде ќе ја најдат? Од кај, со што ќе ги храни тие крави?
ако нема свое производство, тој инвеститор на храна и ако е принуден да ја купува, тој не е конкурентен на пазарот. Бидејќи е скапа. И тој не може да обстане на пазарот. Дали има 14.000 хектари земја во атарот на Џумаилија, каде што ќе се произведува храна за овие 20.000 крави кои што треба да ги донесе. Понатака велите дека ќе донесе крави чие дневно производство ќе се движи меѓу 25 и 30 литри дневно, а со договорот би понудил дневно производство од само 80.000 литри млеко. Господин министер, за 18 месеци да реализира инвестицијата, донесе 8.000 крави, по 30 литра млеко дневно, 240.000 литри. А вие само 80. И сега какви крави ќе донесе? Или пошто ќе не може да ги рани, бидејќи нема земја и кравите нема да дават млеко. А сега, од вашите бројки што вие ги кажавте овде пред нас. Значи, од тоа да видим. Значи, тој дневно само за 18 месеци ќе треба да има производство од 240.000 литри млеко. Ама 80.000 треба да преработи. Како ќе преработи? Па сега, ние за ништо да не се секираме, вие да се сликате, да се рекламирате, да ја замајувате јавноста, која ќе пропадне, ќе го прогласите најголем душман на Македонија. И па друг ќе биде крив. Тогаш ќе преземете ли одговорност ако ова не се реализира, да си речете, ја поднесувам одговорност.